Вечно я сакам горкая своја, скопи кажи ми. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Стојковски информира дека е подпишан договор за јавно-приватно партнерство за поставување кровна фотоволтаична централа со вкупен капацитет од 2,1 мегавати. Според најавите, фотоволтаичните панели ќе бидат поставени на крововите на основните училишта на територијата на општината. Како што соопшти Стојковски, проектот има за цел да придонесе за зголемено користење на обновливи извори на енергија, подобрување на енергетската ефикасност и намалување на трошоците за електрична енергија на општината. Тој посочи дека со овој проект се инвестира во чиста енергија, што истовремено представува и чекор кон поодржлив развој на локалната заедница. Градоначалникот нагласи дека реализацијата на проектот нема да предизвика финансиски импликации врз општинскиот буџет. Напротив, како што истакна, општината се очекува да остварува најмалку 6 милиони денари годишен приход од овој проект. Според Стојковски, средствата што ќе се обезбедат преку ваквиот модел ќе можат да се насочат кон нови проекти и инвестиции во интерес на граѓаните. Тој додаде дека проектот ќе придонесе и за заштита на животната средина, како и за развој на современа и одговорна локална самоуправа. Со поставувањето на фотоволтаичната централа, општина Ѓурче Петров прави чекор кон поголема енергетска независност и долгорочно одржливо управување со енергетските ресурси, велат од локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информира дека е целосно реконструирана улицата 48 на потегот кај новоизградениот подпорен зид на улицата 50. Како што соопшти тој преку објава на социјалните мрежи, реконструкцијата била неопходна поради оштетување на коловозот предизвикани од одрони и пропаѓање на дел од улицата. Според Костовски, поради ваквата состојба, улицата представувала ризик за безбедното движење на граѓаните, па била извршена санација на оштетениот дел и целосна реконструкција на коловозната површина. Тој потсети дека претходно на оваа локација бил изграден и подпорен зид со што се обезбедила дополнителна сигурност за објектите на жителите во близина и заштита од можни свлечишта или изгање на земјиштето. Градоначалникот посочи дека реконструкцијата на улицата била едно од најголемите барања на жителите од ова населено место и дека со реализацијата на проектот се подобрува безбедноста и инфраструктурата во општината. Полицијата спроведе засилена активска контрола на подрачјата на Центар, Аеродром, Битпазар и Чаир, при што биле санкционирани вкупно 91 прекршок. Контролата била спроведена вчера во периодот од 11 до 20 часот од страна на одделението за безбедност на патниот сообраќај и одделението за сообраќајно обезбедување при Министерството за внатрешни работи. Како што информираат од МВР, во рамки на контролата биле поднесени 7 кривични пријави за безобзирно управување со моторно возило. Од нив 6 се однесуваат на управување без возачка дозвола, една пријава е за возење под дејство на алкохол со повеќе од 1,50 промили алкохол во крвта. Од вкупниот број кривични пријави, 3 се поднесени против малолетни лица. Покрај тоа изречени се 17 мерки за управување возило во несоодветна категорија, 13 санкции за управување велосипед со помошен мотор без возачка потврда, како и 43 мерки за возење без заштитен шлем. Полицијата изрекла и 3 санкции за нерегистрирани мотоцикли, една мерка за управување мотоцикл под дејство на алкохол и 7 санкции за други видови прекршоци. За време на контролата одземен бил еден мотоцикл поради безобзирно управување, а привремено биле одземени и 2 мотоцикли кои биле нерегистрирани повеќе од 6 месеци. Од МВР најавуваат дека сообраќајните контроли ќе продолжат и во наредниот период, апелирајќи до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел зголемување на безбедноста на патиштата. 2 лица се здобиле со телесни повреди во сообраќајна несреќа што се случила вчера попладне на регионалниот пат Скопје-Хец-Козјак. Според информациите, незгодата се случила околу 15 часот и 30 минути. Во неа учествувале 2 патнички возила. Во сударот учествувале патничко возило Мерцедес со скопски регистарски ознаки, управувано од 42 годишниот ША од Скопје, и патничко возило Опел со скопски регистарски ознаки, управувано од 49 годишниот АЛО, исто така од Скопје. Во несреќата со телесни повреди се здобиле возачот на возилото Опел
како и неговата сопатничка 46-годишната МЛ. Тие биле пренесени на укажување медицинска помош во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Увид на местото на несреќата извршила увид на екипа на СВР Скопје. Се превземаат мерки за утврдување на причините за сообраќајната незгода. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информира дека општината објавува јавен повик за субвенционирање на дел од трошоците за набавка и вградување на сончеви термални колектори за домаќинствата. Според повикот, општината ќе надоместува 50% од вкупните трошоци за набавка и инсталација на системите, но најмногу до 15.000 денари по домаќинство. Право на аплицирање имаат жителите на општината кои ќе купат и инсталираат сончеви термални колектори во текот на 2026. Јавниот повик ќе биде отворен до 30 ноември оваа година, односно до исцрпување на предвидените средства. Заинтересираните граѓани барањата треба да ги достават во архивата на општина Газибаба. Од општината информираат дека сите детали, услови и потребна документација се достапни на официјалната веб страница на општината. Градоначалникот Стевковски ги повика жителите да ја искористат можноста за инвестиција во обновлива енергија, нагласувајќи дека ваквите мерки придонесуваат за намалување на трошоците за енергија и заштита на животната средина. Граѓаните и посетителите на паркот Јане Сандански во општина Аеродром од сега имаат можност да користат бесплатен јавен интернет и сигурна интернет врска, информираат од општината. Како што се наведува во соопштението, поставувањето на безжичната мрежа е реализирано во рамки на иницијативата Wi-Fi, преку која 500 општини во регионот добиваат интернет. Проектот е финансиран од Европската унија и владата на Германија. Од општината посочуваат дека со ваквите проекти се унапредуваат јавните услуги, се зајакнува дигиталната поврзаност на локалната заедница, овозможувајќи на граѓаните полесен пристап до интернет во јавните простори. Таму е Скопје, град кој љубав лише.